програми наменети за целата публика. Почитувани гледачи, добро вечер. Добро дојавте во уште едно издание. Јаде Бурек на Сител 3 телевизија. Синоќа емисијата заедно со Бобан и Цветин ја завршивме со голема скепса, барем ја моја лично, дека ќе се случи, просто неверојатно ми беше искрено да ви кажам дека Обединетото кралство ќе ја напушти Европската унија, поточно не дека не верува во волјата на народот на Велика Британија дека ќе биде таква, туку дека едноставно соросоидите, дека бирократијата заедно со Сорос и со американските демократи, дека медиумски ќе успеат сето тоа да го поклопат и дека со сите оние најави заместителки дека ќе се случи. Но она и предлегнување, последното што го видов беше 58 на 42, најверојатно било од некој си пул од некој дел, дека е околу 1,5 ноќеска, дека е во корист на останување на Велика Британија во Европската унија. Нека име со среќа, легнав, заспав, бев шокиран стварно са бајлето кога видов резултатите на CNN и Russia Today. И денеска сите се како муви без глави, иако сите глумат онака смирено, сите се изненадени. Никој не го очекуваше ова. Дури и оние кои беа најмногу за Брекзит, едноставно не очекува такво нешто. Во кадарот што пред некоја секунда влета е мојот колега од Сител телевизија, Маријан. Маријан, добро вечер, добре дојде. Дојде најдов. Маријан, јас нашиот договор за твое гостување имаше сосема поинаков повод и ние вечерва повеќе ќе разговараме во врска со твојот портал religija.mk и ти си еден од ретките новинари кои прилично добро се разбираш во религијата од страна на еден политички аспект. Да. Навистина прецизно го дефинираш тоа. Се обидувам и многу ме интересира од каде се и како и навистина очекувам многу интересен разговор. Но неодоливо е, мислам дека би било Не, апсолутно. да го прескокнеме Брекзит се во ова. Сепак ти си новинар, водиш дневник, секако ништо не ти е туѓо од се во ова. Кажи ми, твое едно размислување околу целава ситуација со Европската унија, рече ти нешто пред да почнеш, дека целава ситуација ти е страшно чудна. Ако ајде да не звучи за почеток многу така лошо, меѓутоа денеска читав многу анализи одошни наши странски, така што успеа да најдам околу тоа што и како, нели. Да видам пред се како размислуваат што може да се случи, како да се случи. И некако ми остана највпечатлива една реченица на професорката Билјана Ванковска, особено ако земе од аспект на професор за мировни студии и безбедност, во која вели дека никогаш Европа не била поблиску до годините пред Прва светска војна. Вау! Така што за почеток да не звучи толку песимистички, меѓутоа, така, убаво кажа дека сите се изненадени. Мислам дека најмногу се изненадили оние кои го поддржуваа Брекзит, затоа што веројатно во себе и не верува дека тоа ќе се случи, особено кои ги земеме анкетите, кои вечерта, вчера пред гласањето и во текот на денот покажуваа 52, меѓутоа во корист на една друга ситуација, покажуваа и првичните излезни анкети што ги прават западните земји, нели, и американците кога има гласање во принцип секогаш се точни, покажаа дека не се точни. Излезните први анкети кои ги објавија околу анализите покажаа исто 51 дека Велика Британија ќе остане во Европска унија. Како и да е, дефинитивно ова е најголемиот политички настан во Европа по формирањето на Европската унија. Иако има една ситуација, и тоа негде денеска го прочитав, дека имало Гренланд, некој излегување од Европската економска зона почетните години, меѓутоа
во ваков тип, во ваков обем, во ваков резултат нема политички настани, иако грчкиот референдум беше нешто слично, меѓутоа беше во многу позавиена форма и многу по-несериозен на крај излезе околу. Не беше референдум за излегување од Европската унија, туку нели беше ланскиот референдум во Грција. Како гласаше Па, нивниот референдум? околу неприфаќањето на предлогот за пакетот за реформи што го нудеше Европска унија. Излегување, дали сте за самостојна Македонија со право за стапување во сојуз со останатите републики. Така нешто? Тој е нашиот. Знам дека е нашиот, него Така нешто беше грчки. веќе стануваат Не, без актуелни. разлика, значи дефинитивно тоа е единствениот и прв референдум и тоа е дополнителна тежина што тоа се случува во Велика Британија, не се случува во Хрватска или во Словенија или во Земја оснивач на Европската дефинитивно. Што значи дека би било премногу амбициозно некој да проценува, особено од моја позиција, сепак не сум некој голем познавач на државната политика, меѓутоа би било и гледам дека и многу други аналитичари и светски, македонски ги тренува на страна, кога прават анализи, даваат можни 2, 3, 5 сценарија што би се случувало во оваа ситуација. Меѓутоа дефинитивно е голем потрес за Европската унија, затоа е централна тема денеска, веројатно и наредните неколку денови и можеби месеци ќе биде. Секоја промена е таква, Марија. Она што од целата ситуација можам да го извлечам како мој заклучок е за мене проблематично условно кажано проблематично. Меѓутоа е да кажам чудно е или можеби загрижувачки до одреден степен е што и последните информации сега претходно зборевме најави за нови референдуми сега. Токму така, во право си. Меѓу нив па и Хрватска, која пред неполна една година стана полноправна членка. Мојот компјутер. Полноправна членка. Значи според МИА барања за референдум во Италија, Холандија, Франција и во Шведска. Само што го објавив ова на мојот портал. Што е заедничко за сите тие држави? Веќе имам најава и за Хрватска која е па нова членка, неверојатно. Да, и што е заедничко за сите овие држави? Големиот наплив и раст на ултранационалистите, кои што... А зошто? Па тоа е вистинското прашање. Можеби Европската унија има проблем у нејзиното функционирање. Меѓутоа, проблематично во ситуацијата е што тој Брекзит или излегувањето на Британија, главната основна причина не произлегува од суштинската, можеби нефункционалност на Европската унија. Можеби суштинските проблеми кои ги има како институција кои што изминативе години се појавија и според мене се излегување или забегување од основната идеја која беше на Европската унија. А тоа нели слободен проток на економија, движење и заедничка, иако валутата не беше во основата. Европската унија со тек на време постана идеја која сакаше да ја трансформира, односно да ја преслика американското општество и американската федеративна држава на европскиот простор. И мислам дека тука, моје мислење... Дека се обидуваат да се направат обединети европски држави? Да, или да направат една европска нација. И малце можеби тој момент е пресуден или проблематичен. Меѓутоа, сакам да ти кажам ова дека проблемот за мене е што Брекзитот и најавите за овие доаѓаат во ситуација кога не се зборува за проблемите, него како резултат на појава на едно ултранационалистичко движење кое што веројатно се појави во Европа како резултат на две работи. Прво и основно на проблемот со мигрантската криза. Брекзитот е 90% резултат на мигрантската криза која што Европската унија не успеа да се справи со неа. И останатите 10% или 80 со 20% е тој наплив на тие ултранационалисти е според мене процесот кој што во Европска унија се случуваше овие последните 10 или 15 години, баш во контекст кој што зборам од забегување на основната идеја која беше слободна економија, слободно движење
и заедничка валута, меѓутоа не сузбивање на или ставање на дното на културно историските или различности кои што требаше да видат на пиедесталот на таа Европска унија. Ние се доведовме во ситуација да поголема вредност во Европска унија биде против природните состојби наспроти корените на Европската унија. Гледа како обликуваш и блиску доаѓаш. Затоа земете го анализата кој ќе видите зашто најголемиот процент против европско членството се од 50 години па натаму, а најголемиот процент за останување во Европска унија се помладите генерации. Затоа што јас не мислам него тоа не беше идејата на Европска унија да вие создадете, Европа не може да биде, светот не може да стане геј свет. Одлично кажано, Маријан. Може ли да те малку за да го разберат и моите гледачи? Значи професионалец да не испадне дека тоа е причината, меѓутоа многу такви ситни моменти доведоа до ситуација на пораст на националистите. Дозволи ми да те артикулирам. Заради нашите гледачи. Сепак прашањето е основно. Значи, размислувај како што гледачот размислува, како што членот. Ти си професионалец, се обидуваш без емоции, аналитички, да ги согледаш работите. Тука си, ама не ја поентираш. Мислам, не земаш поента од тоа, а точно погодуваш. Еве ќе ти кажам што. Бидејќи сум со народ и бидејќи сум емотивец, не се трудам професионално, независно, студено, ладно, да ги согледувам работите. Никој од нив и овие што се за и против не се прашуваат од колегиве зошто се создаде таа омраза и поделба. Значи, имаш ти голем процент наплив на луѓе кои не ја сакаат Европската унија. Зошто такви емоции? Човек многу едноставно создава емоции. Кога човек ќе се почувствува загрозен, значи, секој ден му парадираш со перверзњаци, со геј. Никој нема против геј. Ова отиде overwhelm. Значи го претераа во секој. Да не извадат контекстот дека не е само гејот, него целиот процес, например, на робо општество кој треба да произведува прави краставици на Европска унија се не само тоа. Еве ќе ти кажам, Цветин го дефинираше убаво. Значи, Велика Британија која го создала Комонвелтот, Индија, Австралија, Канада, откако влезена е во Европска унија и со последните договори, таа не смее да направи никаков договор со Индија ако не добие дозвола од Италија, од Франција. Ама тоа е на високо ниво. Зборам се ова понисково ниво. Од друга страна, луѓе во гледаат што се случува во Германија. Што е видливо за граѓаните. Што е видливо за граѓаните. Што гледаа граѓаните? Колку илјадници силувања масовни имаше за Нова година во Германија. И тоа овие левицата го забошотија така. Ништо, не се важи, либералите ја заташкаа работа. Не се заташкува таква работа. Маријан, знаеш ли какви лузни се? Знаеш ли ти, нормален човек, што има фамилија, што има деца, што создава, што работи, што плаќа даноци, не парадира со својата сексуалност, не се занимава туку гледа да создаде за себе, а со тоа и во својата реал. Он се чувствува загрозен. Па гледа во Брајтон, имаш ти веќе енклави каде што шеријат им владее. Значи, во име на демократија, во име на све се дозволи, овие газат. Втората, третата генерација, не на овие бегалци, на нивните староседи. Да не испадне дека... Значи, и вулгарниот, она што ни го правеа нас, евробирократите, менјај име, смените влада, уапсите ова, направите она. Па тоа ништо помалку не се случуваше во Европската унија. Маријан, тоа сакам да ти го кажам. Сето тоа се чувствуваше и беше прашање кога ќе експлодира. А овие, арогантни, потполно и сигурни во себе,
пошто и таму Сорос кешира, огромни пари во медиуми влага, Дојче Веле, Мојче Веле, ово и оно и така натаму и така натаму, и мислеа покриени сме. Значи, како го дефинирам, да не испадне друг контекстот. Јас не сум против либералноста на општеството. И за мене геј заедницата не ми смета. Маријан, ја злоупотребија они геј заедницата. Друго сака да кажам, проблемот во Европа стана кога потребата или процесите на воздигнување на тие вредности потиснаа све останато. Во некаква ситуација на светски цивилизацијски вредности. Ние да не заборавиме дека со последниот устав на Европска унија христијанските корени на Европска унија беа избришани комплетно. А што се христијански вредности? Семејство, почит, да, тоа зборуваме. родители. Ние се доведоме во ситуација кога педофилија, зоофилија, некрофилија станува мејнстрим. Европска унија, затоа велам, тој национализам се појави како резултат на тоа. Го немаше 45 години. Така, не е национализмот сам по себе. Он е иницииран од Најджел арогантност. Фарел, Мари Ле Пен, затоа се велам овие Италија, Холандија, Франција и Шведска се држави во кои што ултранационалистите се на следни избори веројатно ќе станат победници. Тие се појавија како резултат на отпор на преголемата, ајде да не бидам погрешно разбран, на преголемата, односно процесот на либералност кој што го има секој нормално општество треба да го има, меѓутоа тој процес во Европска унија постана авторитарен процес, стана наметлив процес. А за возврат на тоа беа потиснувани традиционалните вредности. Нормалните вредности. Дали ти, еве и кај нас, еве и во Европа, било кој од левицата, од либералите, се залагаше у еден било кој момент за традиционалните вредности, за деца, за сопруга, за семејство, за наталитет, за вработување, за образување. Не. Све беа правата на геј популацијата, бегалците, толеранција кон радикалните религиозни групи, толерирај, пари се случи. Зар мислеа дека ќе победи? Европа живеела со припадници на исламот многу години, 100-200 уназад. Го немало тој проблем, затоа што ги немало експонирањето на... Па зошто втората и третата генерација веќе им масакрира? Значи, тој пораснат во традиционални вредности и така натаму, му парадираш ти со перверзија, со кучиња, со зоофилија, со све, отпор. И он, ако живее во благодет, не му се свиѓа тоа што го гледа. Ако мејнстрим е дрогата, ако мејнстрим е перверзијата, и после се чуди зошто тој се... А тој е едноставен ум. Тој не е трета генерација на интелектуалец и на крај лесно влегува во радикалните води и ќе биде злоупотребен. Првиот Калашников, фала лепо и пријатно. Ја ти зборам од емоционална страна. Сега вистинското прашање е дали европската бюрократија може да разбере зошто ово се случува и дали ќе успее да направи поместување. Одлично прашање. Јас не можам да проценам, не знам во кој правец ќе се движи, меѓутоа слушајќи ги денешните нивни изјави дека најдобро е Велика Британија. Велика Британија во принципи не беше членка на Европска унија. Никогаш. Од трите основни елементи... Ни Шенгенот не важеше, ни евро. Од трите основни елементи не важеше, да, ни слободното движење Шенген, ниту валутата, освен слободната економија, кај што може нивните производи да се продаваат секаде во Европска унија. Така што, они, не знам, можеби овој процес, искрено ви кажам, оваа ситуација сега може да се рефлектира многу лошо и во самата Велика Британија, во самото Обединето кралство. Особено општеството. Особено најавите на Шкотска. Вие имавме пред 2 години референдум за Шкотска излезе со Велика Британија, во кој што англичаните им веле ако излезете од Велика Британија нема сте членки на Европска унија. Да. Денеска испада дека ги зезнаа. И сега Велика Британија, сега Шкотска ќе има нов референдум. Ба не знам, мислам дека 9 години немаат право. Не сум сигурен, не ги знам законите точно, ама има неколку период години кога што немаат време, немаат право да распишат референдум. Меѓутоа како и да е, денеска потекна идејата дека тој референдум за излегување од Шкотска. Сега гледате, денеска се појави и таа ситуација дека уствари референдумот у Велика Британија и не бил референдум. Туку? Дека него треба да го потврдат двата дома на Обединетото кралство. Ова ми го збориш? Кое?
излачено претенциите барат да, по принцип тоа. Меѓутоа, сега гледај, од друга страна, демократијата во во Велика Британија веројатно тоа нема да го дозволи. Таму не е како едноставно како Македонија па ќе седнат Груевски, Заев и Атак И ќе ја поништат волјата на народот. Тројца и ќе договорат политички Нема договор. да смеат. Тоа Не Британија верувам не дека бе. тоа може Не да може. се деси. Не Меѓутоа, може. ако се стави упрашање националниот интерес за распад на Обединетото кралство со излегување на Ирска и на Шкотска, можеби и таму ќе се случи некој хипотетички зборам. Меѓутоа, како и да е, целиот процес на тоа што денеска изгласаа британците излегување од Европска унија, сакам да кажам дека на крај не мора да значи дека моето лично мислење е дека нема да излезат од Европска унија. Ја така мислам. Како тоа ќе го завршат? Како ќе го завршат? Второ има Ова може да ги се читав. влече и да се влече со Па години. 2 години пишувал, ја денеска ги читав некои одредби, има една шизофрена состојба, Ама ситуација. психолошка е Има една ситуацијата. шизофрена ситуација во уставот на Европска унија кај што вика дека пази како вика, излегувањето на нечија земја од Европска унија треба да го одобрат парламентите на другите членки на Европска унија. What's the point? Ако ти сакаш да излезеш, што има да гласа италијанецот дали сакаш да излезеш? Тоа, знаеш каде важи? Знаеш ли каде е такво правило? Така што Такво правило, Маријан, имаш во мафијата. Значи, Да, ако еден бос те внесе, влезеш во мафијашкиот круг, во Коза Ностра, тогаш, ако сакаш да излезеш, треба сите други да ти одобрат. Бидејќи еден, ако не ти одобри, ќе те екзекутира. Како и да е, има и друга теза која што вика Ова дека е ова е отпор има и кон друга теза. бирократијата. Значи, Брисел забега. Ако Изгуби гледаме так со реалноста. во вистинската порака, веројатно тука е вистинската порака. Ова е Меѓутоа, отпор. има и уште една трета теза која што чита дека ова е веројатно вика и теоретичен заговор, може би договор меѓу Германија, Франција и Велика Британија за создавање на оваа клима, па да ме сега натаму преговорите, можеби ќе дојде до некако Премногу е транспарентно и големо за да може специјален така. статус на дополнителен, иако и сега Велика Британија има специјален статус, не знам колку под специјален статус би имала. Не, што се однесува до Од Велика поволности, Велика Британија има само еден интерес. само да им Европска унија. објаснам на гледачите. Што се однесува до поволностите, Камерун ги издействува тоа што го бараше плюс го доби тоа. И затоа Камерун го промени ставот и беше за останување во Европската унија. И затоа он од принципијални причини денеска мора да поднесе оставка. Он нема избор и затоа ја поднесува оставката. Веројатно сака да доведат Велика Британија во врска со Европска унија само со една нишка, а тоа е да пазарот да им остане Премногу, пазарот да им остане значи, отворен на Европска унија и истата работа, еве гледам ние колку имаме страво почит и неверување. Стално веруваме, еве исто и во Македонија. Аха, еве сега има некаков план, СДСМ со американците и со Сорос веќе ќе го спроведат. Све ова игра, вака не зашеметиле се до ова. Истото и ова. Збориме хипотетички, пошто тоа... Нели, шпекулираме вечерва. Ситуацијата е таква, у цела Европа шпекулираат, не само ние. Така. И цел свет, не само ние. Без гес е сега, бидејќи нема паметен во овој момент. Човек на Не улица... станува збор за паметен, едноставно политика е во прашање, ти не можеш да ги предвидиш состојбите што понатаму ќе се деси. Центар на моќ кој може ова да го превенира или... Но, факт е сега едно друга работа. Прво, што и да се случеше, и да останеше, и да длабока поделеност во општеството. Имаш во Британија. Не само во Британија, во цела Европска унија постои таа поделеност. Ама до сега тоа се држеше заташкано. Значи, либералите со нивните медиуми, сето тоа, Euronews, CNN, BBC, не знам и така натаму, сето тоа си го покрива Deutsche Welle, не може да го покријат за тоа ама што... го покрива, Маријан бе огромни средства се фрла, гледа и кај нас, ама истото не им успеа. Не може да го покријат. Сител и јади бурек, ја се знаа целата работа. За мене вистинскиот одговор не е национализмот на нив. Десничарската идеја можеби е подобра, меѓутоа во моментот во Европска унија преовладува лош национализам кој може да доведе до многу лоши последици. Ама сето тоа го знаеме. Зошто? Кој го предизвика?
И моја теза беше, кажа пред малку кој го предизвика. Така е. Лошото функционирање на Европска унија што успеа да создаде такви вредности кои што Ароганцијата на либералите, ароганцијата на левицата. Па не, види се, не е секогаш, не е секогаш левицата. Ама не прашуваат, нема тач со реалноста. Не е се така. Затоа што последните 10 години десницата владеа со Европска унија, па истите овие вредности ги промовираат десничарите. Значи, 10 години на власт во Европска унија е десницата. Може би и повеќе од 10 години, сега не ме држи за збор. Меѓутоа, ни они не направија ништо да го тампонираат тој процес, за да ги зауздаат. Со мигрантите не успеа да се справат десничарите, не левичарите. Меркел не успеа да се справи. Меркел е најголемиот десничар во Европска унија, најголемиот заговарач на проблемите кои постанаа со мигрантите кои што се појавија, како не дека не треба мигрантите да бидат тука, меѓутоа, знаете како, не можете вие да и наредите на Унгарија да прими толку или на Италија да приме толку или да прими толку. На крај кога видоа дека не може да се примат, ај ќе наредиме на Македонија да стави ограда и тука ќе ги држат. Па и жива среќа турците што не ги отвори. Се најдоа разумни, па ги вратија назад, па сега сме у некоја статус кво ситуација. А не знаеме дали ќе има нови. Еве ќе ти кажам, значи последно е вчера Цветин Челиманов заедно со група новинари беа во Грција во посета на бегалските кампови. Драстично е зголемен приливот веќе и се очекуваат милиони. Значи се предвидуваат. Што ќе се прави? И што ќе правиме ние во таа ситуација? Ништо. Остануваат во Грција. Они ќе останат во Грција, ќе тргнат еден ден да одат нагоре, од кај нас, ќе се шверцуваат, така е. И ќе дојдеме во ситуација кога ултранационалистите ќе почнат да ги соборуваат од власт на улица, демократски избраните власти во Германија, во Франција, Така. Затоа што ние сега да има избори, овој ќе поднесе оставка у Британија. Не знам, претпоставам дека нема да има избори. Истата неговата партија ќе остане на власт со друг премиер. Тоа е моја проценка, не знам. Борис, бившиот градоначалник на Лондон ќе биде. На кого му ја предава? Он е ултранационалист. Така е. Од партијата на Камерон, ултранационалист. Меѓутоа поултра од неговиот е Најджел Фарел кој што ако има утре избори ќе победи. Така. Ако има утре избори ќе победи. Така е. Зошто? И погледне ситуацијата, кој ќе тоа го знаеме. Развојот на настаните во Америка. Бобан Нонковиќ ова го збореше пред 2 години што ми го кажуваш. Јас тоа сакам да кажам дека тој отпор како резултат, значи создавањето, за тоа е виновна сама Европска унија. Меѓутоа јас се плашам од што може да се деси. Замислете го вие да победи во Америка овој како се вика Трамп. Кловно, па ќе победи. Трамп, Најджел Фарел да победи за вреќа на хормони. Мислиш дека ќе победи? Најджел Фарел да победи у Велика Британија, Мари Ле Пен у Франција да победи и што ви треба вас друго? Што? И што ќе се случи? Па не знам што ќе се случи, ама така. Ама види, кога со светот владееја двајца, едно тешко курвариште и еден тежок пијаница, па светот функционираше. Зборам за Клинтон, едно некадарно копиле кое онака со перверзија се занимаваше, сексуално си ги употребуваше неговите девојки, што е за мене вулгарно еден политичар на такво ниво тоа да го прави што го правеше. И го имаш од друга страна Борис Јелцин, алкохоличар. Се сеќавам кога отиду у Исланд, стојат, го чекаат 2 сат, 45 минути не може да стане од мртов пијан во авионот. Па функционираше светот. Можеби што стане? Зошто, кажи ми, зошто тој дефетизам и зошто тој страв? Не само ти, го гледам кај сите. Што ако овие? Што е тоа? Откако успеа да ви наметнат дека ако се не е либерален, ако не е Клинтон, ако не е откаде ти е Клинтон, дека Клинтон е подобра и поразумна, погледни жена на што направи у Либија и ти ми збориш Клинтон, а овој бил клон. Не збори никој за Клинтон или за... Зборам за функционирање на... Во секој политички действување имаш левици и десница и ултралевица и ултрадесница. Ултрадесницата во светот го донесе Хитлер, имавме војна. А ултралевицата го донесе Сталин и Ленин и имавме и црвените кмери и све. И Чаушеску го донесе. Точно тоа. Токму тоа кажам дека светот во моментов се движи во двата
двете крајности. Јас не сум поддржуваш на тезата на ултрадесничарите. Јас сум поддржуваш на десничарите. Мене поблиска ми е десницата отколку левицата како политичка идеологија. Дури сум и по-либерален, али кон центар тежнеам. Уште Затоа што подобро. тука е некаде, затоа што сум бил и дижоке и друго музичар, сакам имам да кажам, толеранција спрема кога го спомна ти- сцената и спрема хомосексуалци и спрема сетото. Овие општества од секогаш живееле во некаков еквилибриум, откако почна по падот на Варшавскиот ѕид, по падот, кога левицата остана, немаше што да прави. Оне се сврте, само две идеологии идеше. А тоа е радикализација на исламот и правата на Сега ти хомосексуалците. кажам мојот Маријан, тез- дозволи ми да го изговорам. Правата на хомосексуалците и радикализација на исламот. Повеќе, само така можеше да придобие. Затоа што никогаш либералите не се обратија на основата на општеството, а тие кои создаваат деца, тие се, значи, основата, семејството. Бидејќи секој што има деца, што работи, што воспитува деца, по дефолт е тежне е кон десница, да речеме по-конзервативен. Тој помалку е толерантен за наркоманија, за сексуална перверзија, не дека нема. Сите овие општества успеале сексуалците и тоа добро живееле. Не живееа добро за време на комунизмот, како ги собира, ги тепа и ги затвара и ги прогонува. Тоа не е решение. Нели? И Не тоа е решение. Не е решение. Ама откако они, кога видоа и ја изгубија целата идеологија, и кога ти, американскиот секретар, ќе ти рече, ќе им рече на амбасадорите, како пред 4 години, што им рече, единствена цел, на насловна страна беше, Јанко, единствена цел ќе ви знаеш биде. ли кога е најбезбеден Нема светот? нема да гледате традиционални вредности. Правата на хомосексуалците и Знаеш ли кога права и школување на малолетните девојчиња, нешто така беше. историјата знаеш што покажала кога е најбезбеден светот? Кога? Кога имаш јака поларизираност на светот. Да. Сакаш сега се навраќаш на 60-тите, 70-тите, 80-тите, светот- кога имавме Тоа сега да кажам дека. Тоа е Кисинџер Апсолутно, ја кажа да. ова. Треба Значи, да го оставиме треба јака- СССР да го јак ни се треба повтори. јак Јака партнер. На секого му треба јак партнер. Тоа се годините на најголемиот развој на светот и тоа се годините на најголемата безбедност на светот. Се Иако конкурира. светот живееше во поларности, меѓутоа немаше војни, Имаше само, тензија. само на филмовите имаше стискање на црвеното дугме за нуклеарката кон Русија и стискање на обратна ситуација. И Кисинџер го вика истото сега. Меѓутоа, тоа се годините на најголемиот развој. Ние, по падот на комунизмот, американците, Америка и Европа немаше партнер со кој што може да ја биде, како сега да спари партнер, или да биде спротивната страна која што ќе те тежне да идеш кон развој на светот. И затоа забега Европска унија во ова што го збориме сега ние, промовирање други вредности ќе прави. Зашто денеска Русија, јас моје лично мислење е дека денешниот Путин и Русија го создаваат американците повторно како противтежа на себе за да можат да го вратат својот развој кој што губи у континуитет последните 15-20 години и повеќе. Ова што го спомна за ова е филмот на Майкл Мур, има еден филм. Се обидувам да се седам кога ја напаѓаат Канада. Да. Се сеќаваш тоа комедија? Како се викаше, се обидувам сега да отворам на IMDb, многу добро филмче е тоа. Сега ќе ти кажам како се викаше филмот. Where to invite next? Каде да не. Која е следната инвазија? Која е следната инвазија? Кога ќе ги викнат русите, слушај, дај пак да поларизираме. Да. А русинот му вика, победивте бе. Дај, вика, батали не вика, вие победивте се, уживајте. Значи, пошто они пробаат да направат поларност со исламот и видоа дека тука не можат, веројатно многу е комплицирано, сега ќе го вратат повторно Путин го прави. Путин е ама забега сгрешија со Украина. Не смеа да му влезат во Украина. Отиде јабана. Види, сите се тие грешки кои што некој ги плаќа. Види, само уште една работа да рачистиме. Јас за мене околу не знам кога правиш пауза.
Кога сакаш, Марија, ти нема проблем. Не знам како ти не поразборен. Него, јас не се радувам на излегувањето на Британија од Европска унија, затоа што сметам дека тоа може да предизвика контраефект у еден друг правец. Мислам дека ако амбициите за обединување на целосна Европа останаа уште на 3-4 држави, меѓу кои сме и ние, како Македонија, и мислам дека тој процес може тука да запре у недоглед. Зар имаше ти некаква надеж во некое лудило дека ние ќе влезевме во Европска унија? Јас сакам да влезем во Европска унија. Не, јас сакам. На Британија може би збориме не треба. реалност. Дали На нас гледаше не ти треба некоја Европска унија. реалност негде, у некоја варијанта? Осем проблемот со името, не гледав друга пречка дека ние имаме пречка да влеземе и тоа нас Веруваше дека ќе го смениме името или ќе ни го сменат? Види, јас сум поборник на тезата дека ние бираме политичари да не влезат во Европска унија и у НАТО и да не ни го сменат името, пошто јас знам инаку, нема да бирам друг. Ако треба да го сменам, јас ќе го сменам. Mission Impossible, ова е оксиморон. Види се, на крај крајава Ние не можеме да работи влеземе. биле Mission Impossible и биле решавале политички. Затоа ни се потребни политичари кои што ќе не внесат и во НАТО и Европска унија, ама нема да го сменат името. Јас сум поборник на таа теза. Mission Impossible, затоа Сметаш ли дека ова може да го разнише и НАТО, например? НАТО одамна ја нема функцијата која што ја имаше, функцијата. Осем После 99-та? по потреба на Соединетите американски држави ја нема таа функција која што има. Не знам, мислам дека тоа нема да се одрази. Може би е паушална мојата проценка, меѓутоа не мислам дека ќе се одрази тоа на функционирањето на НАТО, затоа што НАТО е некако отсекогаш бил засебна ситуација, ние имаме многу членки кои што се членки на НАТО, не се на Европска унија и многу по-глобален систем и не Ајде да се навратиме на реченицата. Зошто ја спомна, например, Ванковска, каде што вели дека никогаш не била поблиску Европа до Првата светска војна. Најинтересна ми беше констатацијата. Констатацијата. Мене ме интересира сега твоето размислување. Баш у контекст на појавувањето на националистичките движења кои што може да создадат ново европско воено жариште на овој континент. Дали тоа, не знам, кој со кого, како со кого, меѓутоа блиска е ситуацијата. Ова ќе... Добро, уште ова да те прашам лично твои мисли. Загрижен си и не си среќен. Што? Да беше обратна ситуацијата. Да останеше Британија. Не, немаше да се деси ништо. Ни сега нема да се деси ништо корисно за Македонија, немаше да се деси ни воспротивно корисно за Македонија. Меѓутоа, загрижувачки е во поглед на велам од два аспекти. Јас сум поприлично убеден дека процесот на проширување на Европска унија тука ќе запре. Па запре. Не, ќе запре воопшто. Ќе запре воопшто или на подолг рок ќе стагнира, затоа што никој нема да се занимава со тоа дали Црна Гора, Македонија, Србија, Косово и Албанија и Босна ќе влезат во Европска унија. Уште тие остана да влезат во Европска унија. Се друго влезе во Европска унија. Иако тие се во границите на Европска унија. Ние сме во Европа. Па границата е кај Црното море. Ние сме внатре. Ние по дефолт треба некако да се влеземе во бирократската административна зона. И бирократската административна зона нас ни е потребна, можеби од два аспекти. Јас сега читав пред некој ден на Дури и Груевски еднаш изјави. Иако е тој ние кој ќе премериш за и против Европска унија, ние ќе имаме повеќе корист да влеземе. Тоа се, зашто влегуваат луѓе државите од корист влегуваат. Сега читав пред некој ден, има еден податок, имаше оглас јавен во Бугарија за реконструкција и обнова на културно-историски спомени. 315 цркви и манастири ќе бидат обновувани со пари на Европска унија. И знаеш ли дека се дадени 3 да ти кажам, 3 милиони евра за оние вулгарни канали за музика од кои ние се гадиме. Без разлика, меѓутоа, Бојко Борисов ги собра неговите градоначалници на еден превоспитно... Значи направил проект. Не, превоспитен состанок ги собра кој беше пред половина година и онака у негов стил вика, вие нормални ли сте, толку пари
ви седат таму при Европска унија, земете, направете по една уличка, по 2-3 тротоарчиња, разбираш? Сам ти кажам, од тие средства нас Парите од фондовите. тие пари нас ни треба. така натаму. Второ, нас како држава ни треба можеби и една друг процес кој што го има Европска унија и кој што е вредност, а тоа е да се научиме малку на почитување на закони и на правна држава. Апсолутно, се согласувам. Тоа мене ми се допаѓа. Али не се согласувам дека мораме да прифатиме све. Ако Европска унија донела закон дека мора гејот да биде легален, ја не ќам да биде. И затоа велам дека тука беше проблемот во Европска унија. Не можете да наметнете краставицата секаде да биде права. Не расте секаде права. Ама како може услов на земјата да бидат геј правата за една земја да влезе или да не влезе? Како тоа да ги надмина? Не дека ми е проблем. Не е услов, ама гледаш колку притискаат. Значи, Али како се може создаваат тоа да услови? ги надмине сите права? Не знам, правата на монасите, правата на свештениците, правата на родителите со 3 деца, права на родители со 4 ние деца. доведовме со општество дека ако ти имаш нормален брак и 3 деца во Европска унија, ти си затуцен. Да, ти си назаден. И ако зборуваш за, не знам, за христијански вредности, дека ти Ти си си ретрограден елемент. Така е. застанат у 13 век, Нонсенс. малте не. А ако си член на геј секта, тогаш си underground. Не, тогаш си прогресивен, Да, тогаш да. си авангарда, тогаш си нешто плюс. Мислам дека е тоа губењето на компас пред се, барањето на левицата изгубена, која се трансформираше во либерално-демократски партии, кои бараше нови гласачки. Не е левицата проблем. Затоа си кажам, не е само левицата, и десничарите го прават тоа. Едноставно, менталниот склоп на административците во 20. Значи имаш ти 20.000 луѓе кои примаат у просек преку Значи, 7-8 илјади евра плата. ние можеме сега као теорија на заговор да изведеме уште 100 тези, дека може би се предмет на корупција, може би се све, меѓутоа јас па ти кажам, не е виновна левицата во тоа. Добро, ако ти е све ова чудно и викаш дека е ова некоја игра, пошто нели го спомна, Па, дека кажувам дека оно што го читам, дека има и таква теза. Така. Нели имаше оние некои шпекулации кои веќе излегуваа кај нас бришење на 500.000, па милиони и така натаму. Ја со некои луѓе разговарав, ми викаат, ако е оваа разлика, тогаш сигурно не било 57, 49, туку било многу повеќе. Од друга страна, ако навистина била тенка маргината. Па добро, 1 милион и 200 илјади Так. се разликата, што е Што е проблем да се Што е наместат, многу да се штанцаат, зошто за не 6 ги милиона 45 милиона. зошто не ги штанца како што направија со Шкотска? Па вака се, јас се денеска зазов на Facebook, кога би бил прочистен список од Британија и реформирани медиумите, Европска унија денеска ќе беше цела. Дорова малце као. Иронија на ситуацијата така. Иако работата не е за иронија, ама добро, се мора малце и хумор да има у приказната. Значи домино ефект. На крај крајва самите британци денеска на сличен хумор се Види, тоа е земја кај што се изродил еден Монти Пајтон. Да. Една работа што денеска овие, да речеме, шарените опозицијата кои беа за останување и за ЕУ, а ние све сме биле од другата страна. Не, ја не знам зошто од кај се таков сетиме? од таков впечаток, Значи, така атмосфера сакам- се создава. Тоа е лош погрешно. Сакаат, мислам дека повеќе заради тоа што сакаат себе да се докажат дека се уште на правата Не, например, страна. ја не се со например една глупава Бидејќи- теза ми беше, кога што го прочитав на овие левичарите у Македонија. Тие се залагаат за останување на Европска унија. Па какви се тие левица која се залага за општество во кое што левицата како идеологија има сосема други погледи на економијата од она што е Европска унија. Спротивно. Идејата на Европска унија е заснована на десничарската идеја на Слободна Да, трговија. слободна трговија. Така. Нешто они А ја ги багаците- читам левичарите ги нас во Македонија, ега ние за Европска унија. Европска Значи- унија била социјална како Бака рече, сакам да се социјална објаснам. компонента, ба каква социјална компонента? Да, социјална компонента. Леле, луда работа, еј. Каква социјална Ама не, компонента? тоа е транскрипција на Белград. Значи не е важно дали ќе имаш фабрика, дали ќе работиш, од озгора ќе стигне команда, плата за сите и мир на Босна. Друго е работата.
Прво, никој, ја барем, не чувствувам. Мене сега да можам да излезам од држава, прво у Лондон ќе идам. Ќе идам у Виена, ќе идам у Берлин, у Париз ќе идам. Тоа се, но треба да се разлучи, треба да се разложи, треба да се тргне на страна. Никој од граѓаните во Македонија нема лошо мислење ни за Белгија, ни за Франција, ни за Германија, ни за Велика Британија. Она што ни е проблем е администрацијата, вулгарноста, што идеше од центарот во Брисел, на таа бриселска бирократија, со нивните медиуми, подпомогнати со Сорос и со таа либерална некоја приказна на BBC, на Deutsche Welle и на сите они ке менуваат влади, они ке едноставно почувствува народот дека волјата негова не се почитува. Му менуваат влади, му поставуваат, не одговараш. Имаш ти еден куп луѓе кои поише заработуваат, имаат поголема моќ економски и политичка од што твојот избран председател и премиер. Не зборам само кај нас, зборам за Хрватска, зборам за Словенија. И таму нити ти си ги бирал, нити имаш пристап и одеднаш ти се појави некој Јункер, ке ти се појави некој, што ти ја знам, од кај бе ти изникна? Единствено Најджел Фараш отиде на избори, па кампања праеше, му ја следев, иако него мирисам типот многу, пошто е апсолутно прогрчки, ама барем отиде, лобираше, ја ова ќе правам, ќе ја растурам Европска Унија, го избра и отиде у парламентот. Лапа 20.000 евра они жена му, сега ќе му ја мисли што ќе прави. А внатре им се у парламент и националистите грци, фашисти, и бугари, и Зора, и уште Лепен, многу други, и пак не го сваќаат Што им се случува? кој ќе ги замени, се вика. И уште со главата во облаци се. Уште мислам дека не им дојде. Значи имаме по мене, не знам сега, што е првите твои реченици се мислам клучните за ова. Или Европа ќе се свести и ќе се реорганизира и ќе се ослободи од бирократијата и ќе го смени драстично ставот и ќе почне да слуша што народот народот не може да ги стигматизира нормалните вредности, а да ги така? вади на пиедестал други вредности. Арно, ама, од друга страна, ја не сум видел никогаш, а искуството го имаме од Југославија, дека централната власт некогаш успеала да ја согледа реалноста и да направи трансформација. Дали те потсеќа ова на распадот на Југославија, Словенија, кога прво се... Види, знаеш, системот на консензус на гласање како систем е измислен за заштита на малите. Меѓутоа, во пракса, во Европска Унија функционира сосема поинаку. Затоа што ние имавме ситуација кога се носеше уставот. Имаше две држави кои што не го прифаќаа, па ги притиснаа и искат два пати правеше референдум. Не се сеќам дали беше Полска или Чешка, чиј председател поднесе оставка, не го прифаќа референдумот. Значи, консензусот во Европска Унија не функционира како што треба за заштита на малите, затоа што Германија има 270 пратеника, Хрватска има 2 или 3 или 4, па да нивниот глас да значи согласување, пошто функционира на сила. Ако ти не се согласиш мал, ние ќе те притиснеме, а никој не може да го притисне поголемиот. Значи, така што за во мене е суштина промашена идејата на консензус Европска Унија. Та треба да се избрише гласањето со консензус. Значи, нив им треба крајно комунистичка идеологија, каде што веќе разликите и границите помеѓу земји и народи би биле потполно избришани, па тогаш да не ти е гајле дали ќе биде развојот овде или онде и така натаму, сите сме исто и сите ја делиме истата судбина. Не. Европската Унија стана ресторан, ексклузивен, елитен, во кој французи и германци и британци ужива. Па добро, не е баш така, ама германците најмногу работат и најмногу пари трошат, да не се лажеме. Сега овој Брекзит на Германија ќе однесе 3 милиарди нови пари. Тие што ги даваше Британија, се ќе треба Германија ги дава, не кој ќе ги даде друг? Италија? Грција ќе ги даде. Грција? Абе, каква Грција? Па се на Германија. Ова Европа само германците работат. Само германците работат, само оние држат на плеќа Европска Унија. Никој друг. Така. Да не, Германија све ќе се распадне како кула од капи. Зошто тогаш Германија потполно инсистира тогаш? Па не знам, не ми е јасна,
Не ми е јасна филозофијата. Меѓутоа, Зашто не се свртат, на пример, потполно на Да ја себе? напуштат они. Не мора да ја напуштат, нека бидат. Зашто не се свртат на собствените и собствената па економија веројатно да се имаат некои фокусира? економски фидбек од таа Европска унија и они. Меѓутоа сакав друго да кажам, дека Па оние раководат и ја држат Централната Европска банка, германците. Секако дека имаат огромна корист. Да, меѓутоа гледа, затоа велам дека Европската унија немаше да се доведе до таква ситуација ако не почна да експериментира на идејата да биде Соединените американски држави во Европа. Едноставно требаше да остане таа алка требаше да остане на тие три столба. И не може да му наметнувате вие на некого истите права од секаде и тоа во ситуација кога он не ги прифаќа да го притискате дека мора да ги прифати. Значи, кога почна да тера политика, бирократијата наместо економија, тогаш подна од веројатно тука е бидејќи преломната ситуација. Идејата на А при тоа да не Европската забораваме, само извини што те прекинам, да не забораваме, Европската унија како држава се покажа тотално неспособна од безбедносен аспект да ја штити потполно неспособна да се и штити собствените и камоли трешните некој граници, друг. а камо ли некој друг. Така е. Така е. Кога Македонија раце ни испобацуваа зошто ја решивме, бидејќи ние сме Сад да термопилите. не се префалуваме, ама ние Со бегалската криза, ние ја решивме за Европа. Сака, што ми беше мислата? прекинав. Ме прекина. Меѓу политиката и Значи, економијата. идејата за Европска унија е слободна трговија и проток на стоки и луѓе. Значи, Нигел Фараш и останатите повеќето, он беше најгласен, затоа и го спомнам. Токму тоа го бара. Абе, дајте, вратете се на основата. Прекинете со тие филмови, не знам, ќе правите ова, ќе правите она. Абе, основно, трговија. Секоја земја сама ќе си решава. Земјите си го изгубија суверенитетот во име на друг ќе му ја мисли. Абе, у Југославија го имавме тоа. Белград ќе му ја мисли. Словенците први се свестија и сватија и затоа си излегоа. Значи, Германија треба да си мисли за Германија, Франција да си мисли за себе, а они сите заедно, ако си го развиваат својот амбиент, ја на мојот сосед не можам да го средам дворот. Али сум убеден, Маријан, да ти кажам на многу примитивно ниво, али сум убеден, ако сум упорен да си го средувам дворот и куќата, со својот пример, како во христијанство, како не учат, не да им тропаме на врата ко Харе Кришни и ко Јеховини сведоци, туку со собствен пример. И кога ќе го види дворот дека сум среден, па ја да и јас ќе го средам дворот, види како убаво живее. Се ти кажам, моја перцепција за една работа па ќе направим Кога сакаш? Ја па да кажам кога. Ти се пуши цигара. Гледај се вака. Европска унија мислам дека има проблем, односно дали со големото мнозинство во Брисел или со другите или поединци мислам дека има една идеја која што не мислам него се гледа нивото за говорење. Они сакаат да создадат и мислам дека тука е проблематичниот момент да создадат ентитет европјани. Као Југословени на време. Сакам ти кажам, само дозволи да. Ентитет европјани. Европеец и они знаеш како го замислуваат, односно како ја го гледам, како они би го замислувале. Тој треба да биде прво богат, да има луксузен живот, второ да биде open mind, скроз отворен за све, трето мора да биде антирелигиозен до даска и четвртиот елемент треба да биде миролюбив, знаеш, она пис варијанта. Така они го замислуваат. Да немаш одбранбен механизам. Ако те нападнат, така. Сосема точно го дефинира. И сега може некому звучи чудно, меѓутоа така јас ја перцепирам нивната крајна цел која што да создадат ентитет европјанин кој би изгледал вака. Меѓутоа забораваат дека истото го правеше Јосип Брз Тито создајќи да создаде Југословени. Значи кој е според мене типичен пример на создавање, процес на создавање на југословенска нација и идентификација Лепа Брена. Вие земате убава девојка од средината на тој финансиран проект на Тито. Лепа Брена и на Тито, на комунистичка партија. Вие го земате убава девојка од Босна и го менувате идентитетот и давате ново име и она форсира низ цела Југославија нов идентитет и после тоа го шириш надвор од границите, па сред Софија, ПЕЦ, пола Бугарија, јас сум југословенка. Меѓутоа, од тоа денеска нема ништо.
Зошто? Затоа што не можете вие на германците да му го избришите идентитетот, не можете на французите, да не зборам за англичаните да им го избришите. Они меѓу себе Па со кој памет бараат од нас? Они ние- крвните лози меѓу себе си ги чуваат. А зошто тогаш со кој памет од нас бараат да се откажеме ние од Па не, нашите тој види, тој процес веројатно ќе треба да почне од една друга страна, од помали држави кои лесно се претопуваат. Види, на пример, земи го ситуацијата денеска Холандија, Луксембург, не знам, овие помали држави таму етничкиот елемент им е тотален небитен. Не знам, пушти Не, добро. фудбал да пуштиме да видиме. Пушти. Ајде, Пушти добре, фудбал да видиш колку е тоа заборавено. Или Втора светска војна кога британските навивачи им пеат на германските There's a 10 German bombers in the air. There's a 10 German bombers in the air. И така натаму и после им одбројуваат па на крај ќе се испотепаат. Така? Како идеја, ти викам, не се заборава такво тие чувство работи. имам, ама Идентитетот не се губи. Му значи на човек дури и кога не е свесен. не апсолутно. Не е тоа ретроградно, тоа ти идентификација. Мораш да имаш корен. Знаеш, кога се расправа мене блогерите пред да станат твитерџи и пред да се кешираат од СОР, што толку сте запнале со идентитет, види ги ирците, види ги да, швеѓани и норвежани, ама они имаат зацементиран идентитет. Како бе, И затоа може, и затоа може ирците да и британците цел живот за идентитет се Ама бојна што ти- вода. Ама не, како експериментирале со сексуалноста, со дроги, со други аспекти. Лесно е кога имаш основа. Кога имам основа, ја и ќе одскокам. Јас се обидувам темелно да го направам сега. А после, моите генерации натаму, нека експериментираат и со сексуалност, и со други религии, и со се. Важно да го поставиме ние темелот. Ете, тоа е целата работа. И затоа им е лесно на една Германија да биде либерална, лесно и е на Холандија, затоа што имаат традиција, види, Суринам имаше референдум за неотцепување од Холандија. Знаеш ли ти за тоа? Кога им дадоа како колонија, им дадоа независност. Холандјаните на Суринам им даваат независност. И суринамците се гледаат меѓу себе референдум за останување. И они така останаа по собствена волја. Затоа после Рут Гулит и сите ги имаш. Ај, време е за реклами. Ај, Маријан, ти си собственик на порталот religija.mk, еден интересен портал кој, за разлика од религиозните портали кои се занимаваат со религија, од малку поинаков аспект. Ајде малку повеќе објасни ми за твојата визија, бидејќи дефинитивно си еден од најинформираните новинари во врска со христијанството, религиите, меѓурелигиозните односи, односите меѓу религиите, политиката во религиите особено добро ја познава. Прво, еве, што ти е интенцијата со овој портал и од каде ова твое огромно познавање? Вака се, идејата како идеја ми е, основата е новинарски производ, како што кажа ти, значи не станува збор за верски портал, туку базата е новинарски производ и информации за се што е поврзано со религиите во општество, затоа што религијата како религија е значаен сегмент во секој општество, особено во општества кои што имаат мултирелигијски карактер, како што е нели нашето македонско. Логото на сајтот е дефинирано како молитвеник за информации, затоа што сметав дека во Македонија многу малку се пишува и многу малку има информации во врска со такви теми, а моја новинарска преокупација е 20 на години како новинар, како што работам, примарно ми беа и се религиските прашања и, како што велиш ти, политичкиот дел во
функционирањето на верските институции во Македонија. Значи целта беше за почеток да го направам како информативен сајт кој што ќе има достапност преку него за прашање кои што на еден или на друг начин се поврзани со религијата, имаат допирни точки со религијата од било кој аспект, од било кој од која религија во Македонија. Тоа е едниот сегмент и вториот сегмент како простор кој што може да го имаат и користат верските заедници за промовирање и на нивните вредности, односно учење како вредности во општеството, едноставно да стигнат информациите и до нивните верници, меѓутоа и до верниците различни од нивната вероисповест. И затоа велам, не станува збор за верски портал кој што е насочен само кон една верска институција, туку напротив како портал кој што е новинарски производ, во кој што информации од било која верска заедница може да се добијат, да прочитат и верници на муслимани или верници христијани или атеисти или било кој во едно општество. А интересно е што Од каде ти е ово познавање? од моето искуство 20 годишно новинарство кој што Дали имаш ти црковен, духовен живот посебно, како верник водиш или твојот повеќе... Бака, за мене верскиот елемент и религијата го оценам како на поприлично индивидуален аспект. Јас не можам да се дефинирам како некој голем верник Но затоа си голем познавач. Во принцип, ајде нека биде така, меѓутоа во принцип сум, да речеме, верник, меѓутоа како сега бев пред некој ден кај Ивица Тодоров на предавањето, еден од учесниците таа збори вика да се дефинирам како не како верник, туку како рече како практикувач на верата. Меѓутоа сум почитувач на верските права на луѓето и сметам дека тие не треба да бидат стигматизирани како што или зборевме претходно, туку напротив, секогаш треба да бидат оставени да може да ги користи и да ги практикува до моментот додека не сметам дека тие стануваат конфузни елементи на произведување на кризи Целиот портал сам го менаџираш. Сите текстови се или пренос или превод или твои авторски текстови. Да, мои уште на двајца мои најдраги луѓе кои што ти помагаат. Премногу слободно да ги спомниш. Премногу, добро, не е битно. Премногу ентузијастички идејата за почеток. Јас се надевам дека можеби некој ќе ја препознае па ќе на еден начин да помогне во околу ова. Место за банер секогаш има тоа, нормално како и секој новинарски производ стои просторот за рекламирање на било која компанија која што ќе покаже интерес. Види, многу ќе речат специјализиран сајт и тоа е фактички е така. Не станува збор за општ сајт. Меѓутоа, во Европа и во светот специјализираните сајтови стануваат тренд и веројатно ќе бидат идниот развој на интернет новинарството. Не знам, може да ги отворите, ако сакаш, ако имаш простор. Отвори, например, сајтот на BBC или на CNN, ќе видиш дека тие веќе ги разглобуваат у посебни сајтови, например, економија, BBC Бизнис, BBC политика. Ова е глобалниот сајт. И сега, например, кога ќе стиснеш BBC News или BBC Спорт и добиваш сосема друг сајт. Едноставно, тебе не те... Тоа се фактички поднасочени сајтови на било кој сегмент. Да, веќе едноставно не те замара тебе надолу да читаш се и се што, него сакаш да читаш спорт, сакаш да кажам дека тенденцијата кај нас се уште ја нема тоа. Кај нас се уште сајтовите се општи во кои што најголемата читаност на сајтовите е заснована на, знаеме сите, на ставаш две голи жени или било што друго, спекулативни информации, и дента
Некоја старлета, Старлета, која да, прекрстила или Јелена, ноза и тоа е или така. Јелена која уби, уште не откривме оваа пејачката. Али порталите во Македонија направија читалец на таа вест. Марија, ти би требаш сепак пред се заради една друга работа. Последен пат еве гледам, ти благодарам заради тоа гостувањето на Цивицата Дорот, презвитерот од Македонската православна црква, неговото гостување тука по повод неделата на Светото писмо, си го ставил на порталот. Се обидов да му поставам неколку прашања, за кои многу пристојно ми одговори дека постојат прашања во кои хиерархијата во самата црква би требало владиците да ја одговорат. Би сакал да отвориме темата статусот на Македонската православна црква и она што во моментов е актуелно, ни става призма да не мораме да идеме од создавањето на црквата, нели, од пред 2000 години па до денес, бидејќи мене би ми било интересно, но мислам дека нема ни да имаме време. Не се сомневам дека одлично ја познаваш и Библијата и сето тоа. Но, имаме Васеленски собор на Крит, кој е Васеленски само на како наслов. Па не е ни на наслов више. Не е ни на наслов, тој е православен, не е ни се православен, туку е неколку Свети голем собор. Во аспект на она што кај нас се случува со Македонската православна црква и ве конкретно. Ајде да почнеме од актуелноста, па ќе може наназад да се навраќаме. Што се случува на Крит? Значи, дефинитивно тоа е еден од најголемите историски настани за православната црква после 1220 години, чинам дека требаше сите поглавари и епископи на православната црква да седнат на заедничка маса и да дефинираат или да усвојат некои прашања кои што го засегаат православието и да најдат решение за нив. Меѓутоа, уште од самите подготовки на тој собор кој траеше повеќе од 50 на години и тоа по голем интензитет на актуелниот конститут. 50 години траеа подготовките Да. за овој собор. Да, и тоа благодарение на големијата желба да се стигне до ова што е денеска на актуелниот Константинополски или како он се нарекува Вселенски патриарх Вартоломеј. Он беше најголемиот иницијатор на тоа и некако се стигна до ситуација дека ќе се случи тој историски настан за на Крит. Во јануари се беше последната подготвителна конференција во Шамбези, во Женева, тоа е седиште на Вселенската патриаршија во Европа. Таму се одржува состаноците и беше дефинирани 8 точки од кои што клучните проблематични сепак останаа настрана, како, не знам, проблемот со автокефалноста на црквата, проблемот со календарот кој што го има православната црква, тие две клучни точки за кои што по принцип соборите секогаш биле свикувани за решавање на проблемите, тие во овој собор беа тргнати на страна, меѓутоа со идеја дека да се тргне од нешто, да се разговара, па ќе дојдат на ред да се решаваат тие прашања, 7-8 точки од кои што беа по принцип многу повеќе протоколарни отколку за мисијата на православната црква во современиот свет, за светата тајна бракот, за односот меѓу православните цркви и останатиот христијански свет. Мислам дека постот беше до кој степен, како и заборев, не знам, не е битно кои останатите 4 точки. И на крај се случи да, иако договорени, сепак не отидоа сите на тој собор, затоа што во 5 до 12 дел од православните цркви почнаа да ги оспоруваат текстовите на документите, меѓу кои главната причина беше текстот насловен како односот на православната црква со останатиот христијански свет, дефинирајќи го дел од црквите дека тука Вселенската патриаршија прави обид да ја приближи православната црква до католицизмот и дека тоа е прашање, во текстот беа оспорувани многу елементи од типот на тоа дали католичката црква треба воопшто да се нарекува црква во тој текст, во документ, дали католичката црква е црква или не. И меѓутоа мислам дека тоа беа само причински проблеми. Проблемот веројатно не на релација се уште меѓу ривалитетот меѓу Вселенската патриаршија и на
Руската православна црква околу причината за доминација во православието. Зошто? Затоа што хиерархиски поставеноста на православната црква брои 14 автокефални православни цркви, во кои што прв меѓу еднаквите по чест, не по важност, е Вселенскиот патриарх или Константинополскиот Вартоломеј со седиште во Истанбул, во Фанер, во Турција. И од друга страна, развојот на демократијата и ослободувањето на просторот за религиско действување во поранешниот Советски сојуз после падот на комунизмот и развојот на Руската православна црква и слободната можност за практикување на верата, пошто Сталинова Русија ги шиканираше, као црква ја шиканираше Руската православна црква и нејзиниот развој всушност доаѓа 80-ти и 90-тите години најголем прилив. И денеска, условно кажано, Руската православна црква е најмоćна по број на верници, а Вселенската патриаршија е па всушност прва по чест во православието, и тој ривалитет меѓу нив мислам дека е клучниот за она што моментално се случува како Русите не отидоа. Не отидоа и успеа. Зошто? Па токму заради тоа, за да демонстрираат надмоćност во православниот свет, дека не може да се носат никакви одлуки без тие да бидат клучниот фактор во носењето на тие Ние одлуки. не сме таму. Зошто? Ние не сме таму, едноставно причина за тоа што нашата Македонска православна црква не е признаена меѓу православните цркви во светот, односно нашата автокефалност се уште православните 14 помисли православни цркви не сакаат да ја признаат како реалност и таму се учесници само оние кои што меѓу себе се признаваат како православни цркви, не само македонската, таму не се и многу други цркви кои што постојат во За во Македонската православна црква некои дури вулгарно велат дека е скизматична. Дали тоа значи дека она што го практикуваме ние како религиозни обреди, светите тајни, пренесувањето, изявањето на светите тајни во нашата православна црква има важност, валидност и суштина? Апсолутно дека има, мислам тоа црквата, функционирањето на црквата има два сегменти. Едниот е догматски и вториот е политички. Така бил 2000 години во христијанството, така функционирало, така функционира и денеска. Така и треба да биде. Мене ме интересира тој политичкиот дел, догматскиот како догматски дел. Македонската православна црква е идентична со сите православни цркви и тука нема разлика во учењето ни милиметар. Зошто не сме признаени? Заради политичкиот момент. Чив политички момент? Заради политичкиот момент на интересите кои што се ги имаат другите православни цркви. Кој треба да нас да не признае? Сега, па тоа е едното од прашањето кое што е проблематично и за кое што Руската православна црква по нејзино инсистирање не успеа да се најде точката на дневен ред на Вселенскиот, на тој собор, во околу тоа кој како ја прогласува, треба да ја прогласува таа автокефалност. Ние кои сме имале црква пред сите овие да имаат црква, ние треба да бараме некој нас да не признае. Така функционира православието. А сакаш да кажеш институционално е така процесот? Збориме оној политичкиот дел. Зошто? Затоа што ја изгубивме црквата со укинувањето на Сите цркви, Објасни го. Сите цркви 14 автокефални во православниот свет што постојат денеска, на еден или на друг начин до својата денешна автокефалност меѓусебна признање стигнале по патот по кој што одиме ние. Нема поинаков. Значи, создавањето на автокефалните цркви секогаш се вразувало врз основа на територијалната целовитост на некоја од државите и јурисдикцијата на таа црква врз таа територија и желбата на тој народ да ја има како сопствена православна црква, своја сопствена црква. Денеска ние имаме 14 православни цркви, од кои 14 православни цркви
10 се во доминантно православни држави, а 4 се во држави кои што не се доминантно православни, меѓутоа постојат како автокефални цркви. Значи Вселенската патриаршија која што е со седиште во Константинопол е во Турција, со тоа што нејзината юрисдикција е на неколку други делови во Западна Европа и во Америка, на повеќе простори, меѓутоа доминантноста е во Турција, таа недоминантна православна држава. Меѓутоа, да тргнеме од Српската православна црква, е црква која што е на канонско подрачје, која што е юрисдикција, односно функционалност на српската држава, така и настанувала, така се иземени епархиите од македонска. Со распадот на Охридската архиепископија, епархиите на територија Во 1767. Со распадот на Охридската архиепископија, значи епархиите на Охридската архиепископија попаднале под юрисдикција на Вселенската патриаршија. Од нив ден денеска во Егејска Македонија се под юрисдикција на Вселенската патриаршија, меѓутоа де факто се во состав на Грчката православна црква. А епархиите што биле на територија на Македонија биле под юрисдикција на Вселенска патриаршија, но по Балканските војни и окупацијата на овој дел од или влегувањето во состав на тогашната краљевина Југославија, СХС. да, Добро. или Србија, епархиите од Македонија се политички откупени, тоа постојат документи од Вселенскиот патриарх препишани кон составот на тогашната Откупени од кого? од Вселенскиот патриарх. Од Вселенскиот патриарх. За пари. За пари се откупени. Со кешарица. Добро. Постојат документи, може да ги најдат, се видат. Значи, тука лежи и основата зошто ние мораме тоа да бараме собствено предавање. Затоа што нашето произлегување како на наша црква произлегува од юрисдикцијата која што последен пат ја имала Српската православна црква на овие територии. Без оглед што претходно сме имале ние. Во зададениот момент ја имале они и затоа мораме да одиме по институционален пат. Во институционалниот пат го подразбира тоа. Во некаков договор меѓу се. Меѓутоа што сакам да кажам дека отцепувањето или создавањето, самопрогласување на автокефалност на некоја црква не е карактеристично само за Македонската православна црква. Тоа е карактеристично за сите, особено понови цркви кои што се создадени. Например, Руската православна црква е создадена во 15-тиот век, 1448. 140 години таа е надвор од православната заедница. Како што они дефинираат дека ние нели сме у раскол, Руската православна црква била 147 години у раскол. Затоа што немала незината автокефалност, не ја верификувала Вселенската патриаршија. По сплет на околности. После доаѓа во таква ситуација. Бугарската православна црква 90 години е во таква состојба. Имам некои податоци кои што сум ги запишувал околу црквите. Например, меѓу поновите цркви кои што се создадени, односно прогласени како автокефални цркви во православниот свет, например е и Албанската православна црква која што е една од најмладите цркви, создадена е 22 година. Меѓутоа отцепувањето нејзино од Цариградската патриаршија која ги имала юрисдикциите, некои 12 години исто така постои раскол пред признавање на нејзината автокефалност. Например, црквата на Чешка и на Словачка е исто така која што денеска постои, е создадена, иако Чешката и Словачка црква ја создале Свети Кирил и Методи во 9-тиот век. Меѓутоа со тек на околностите потоа изгуби на еден период, таа потпаѓа под влијание на Ватикан, меѓутоа тие се историски околности. Незиното возобновување 21 година се случува откако Српската православна црква, запазите го која е иронијата. Српската православна црква 20 година која ја окупира епархиите во Македонија, ја има юрисдикцијата и на епархиите во Чешка и во Словачка. Вау. Меѓутоа,
А затоа уште од Кирил и Методи по наследното. Не, они епархиите епархиите во Чешка и во Словачка ги има Српската православна црква под јурисдикција, меѓутоа ги отстапува на Русија. И Руската православна црква ја создава Чешката православна црква, за потоа практично и дава на поклон автокефалност. Меѓутоа, таа автокефалност која што ја дава Руската православна црква 50-та година е невалидна, се додека Вселенската патриаршија не ја признала 98 година. Ме разбирате? Те разбирам. Ние имаме денеска една примерна исто таква црква која што ја признава Руската православна црква за автокефалната е у Америка, Американска црква, Вселенската не ја признава. И тие која Американската православна црква? И тие... А не Руската православна црква? Не, таа е задграничната, таа е задграничното, они се помирија, направија некое помирување. Да, но тие се во состав на Руската православна црква. Так. Во Америка постои Американска православна црква која што не се Руси, задграничната претежно се православна црква. Да. Имаат активен црковен живот, монаштво. Голема црква се имаат. Меѓутоа Руската православна црква ја признава за автокефална. Вселенската не ја признава. Тие не беа на Вселенскиот собор, сега во Крит не учествуваат. А русите ја признаваат? А русите, не само русите, мислам дека ја признаваат и грузијците и ова сослужуваат со неа. Меѓутоа, де факто тие не се... На кој јазик таму се служи? Валја на англиски. На англиски. Валја на англиски. Так. Значи не е тоа Руска православна црква каде што на руски јазик се служи и така натаму. Американска православна црква. Постои ли Добро, се ова е тенденција секоја земја како се одделува да си создаде своја црква. Грците успеа да задржат свое влијание на православна црква како Грчката православна црква е создадена со политички декрет на кралот Ото. Во Грција. Во Грција така е создадена. Православната црква во Египет е грчка, во Израел е грчка и во многу земји православието губи заради јазикот на литургиите. Не се говори нема литургија на јазикот на земјата на луѓето што живеат. Не, добро, има во принцип, има, на пример во Антиохија која што е таму на арапски се служат литургиите. Каде е Антиохија? Сирија. Сирија. И тоа имаат страшни. Па, они има 500, околу пола милион верници, са не знам сега колку имаат. И тоа фантастични миси се сега не знам колку имаат сега, меѓутоа поентата што ми беше, значи сега поентата беше дека нашиот пат е исправен пат и тој нема друг пат за добивањето на автокефалноста. Значи мора да ја бараме од србите? Ние мораме да стигнеме до нашето признање на автокефалноста. Пред се за тоа да се сложат и србите, ние дојдовме во таква ситуација благодарение на тоа што не се сложиле србите да ни Не те разбирам. Ако вега сега Српската православна црква има свој владика до Втора светска војна овде у Македонија. Кога почнува војната, тој си ги пакува коферите и се оди за Белград. Тоа значи овде доаѓаат бугарски владика, назначуваат бугарски свештеници додека трае војната. Што тоа збори? Дека ова не ни било нивно. Го баталил. Значи, он никогаш српски владика не напуштил српска територија. Ова било окупирана територија, затоа не им било ни гаеле. И после тоа, кога завршува војната, тој не се ни враќа во Македонија. Така? Свештениците бугарски кои што биле донесени, не знам колку процент биле, како биле, меѓутоа кои се повлеки, кои не се повлеки. Останале само овде македонските попови по род кои што биле македонски. Затоа што било нивна земја, нивна територија. И они завршува војната и вика ние сакаме да си го направиме тоа што ни е тенденција да си создадеме својата црква, односно да ја возобновиме Охридската архиепископија на еден или на друг начин и да назначиме наши свештеници по род македонци, владици наши по род македонци да назначиме. И затоа траат тие преговори, затоа се доаѓа до 58 во која што Српската православна црква се согласува да назначи овде па што се случува во меѓу време? Дури има сослужување што е на некој начин
де факто и признавање на автокефалност на македонската се случил моментот дека Српската православна црква не сакала да се откаже од туторството и не дозволува таа црква да стане автокефална црква. Него треба остане оно што денеска го практикува Јован Врнишковски, да биде автономна црква и толку крај, да нема понатаму идење на растот непрекинат. Добро, обидот во Ниш, што представува, бидејќи има многу контроверзи за политички препукувања на многумина Тоа е завршено прашање. Тоа е завршено прашање. Обидот Ниш имаше ситуација во која што требаше. И дали е тоа договор? Генерално можеби е договор, можеби и пред договор. Меѓутоа, идејата можеби беше добра да се постигне на некој вид на условно кажано покајување на МПЦ и враќање на степен автономија, меѓутоа за да се добие крајната цела автокефалност, односно да признае МПЦ дека окей, ние сгрешиме, меѓутоа ајде да го исправиме тоа. МПЦ да признае дека сгрешиме. Условно кажано, затоа што Нишката спогодба предвидуваше автономија, не предвидува автокефалност на црквата, туку предвидува автономија. Меѓутоа, сега да разграничиме што е, сега една работа друга да кажам. Пошто ќе назвам Македонија има една тешка заблуда која што ја шират овие приврзаниците на Врнишковски преку два-тројца новинари, особено во Македонија, кои како Геровски и Бојаровски. Кои се обидуваат да представат ситуацијата дека тоа што Врнишковски сега се наоѓа на соборот во Крит, како тоа Македонија имала представник на соборот таму и дека Македонија учествува на соборот. Прво, да рачистиме на работа. На соборот во Крит учествуваат 14 автокефални православни цркви. Возглавени или водени од свој 14 поглавари. Тие 14 поглавари седат на една маса и ги представуваат едната и света соборна црква, како се нарекува, ја представуваат своите цркви и нивните заедници. На тие 14 не се наоѓа Врнишковски. Значи, он не учествува на Крит како представник на Македонија или како представник на своја црква. Значи, ликовиве лажат и манипулираат. Тоа е свесна доведување во заблуда. Второ, српскиот патриарх, кога излезе на Крит на поздравниот говор и вика вака, и после они ми зборат дека ние биле националисти, ке политички. Српскиот патриарх вика, српски народ се данас радуе што ми смо дошли на Крит. Ако јас сакам да го прашам, зошто Јован Врнишковски не стана да го праша, извини, ја овде кој представувам, ако не ли представувам Македонија, како тоа само српски народ, ако го водиш Јован, он го представуваш како представник на македонскиот народ или ова е еден народ за вас овде. Сакам да кажам дека заблудата и манипулацијата е доведена до тој степен. Треба да се разграничи автономна црква или статусот на автономна црква не значи ништо. Тоа не е црква. Затоа мора да инсистираме на автокефалност. Апсолутно, тоа не е црква. Тоа е, како да ви кажам, ти имаш фирма и имаш гранавче у фирма. Автономната црква... Јас сум автономен восител телевизија. Да, ти у твојата емисија си автономен, разбираш? За колку сум ја телевизија. Да идам да се представувам ја како телевизија. Тоа. Буквално. Значи, автономна црква не е црква. Автономната црква е во составен дел на една друга црква. И ние... Зошто кај нас тогаш има некоја тенденција као дел од, да речеме, познавам луѓе од Македонската православна црква и од верниците, дека треба да идеме по тој пат? Видете се. Иако поголемиот дел нормално се спротивставува, не ќе ни да чуе синодот е многу тука е јасен. нешто друго проблематично. Што? Значи, Бугарската црква, кога 1870 кога незините исто епархии се под Цариградската патриаршија и кога тогашниот митрополит Нивни ја прогласува автокефалноста на својата на бугар и се отцепува од Цариградската патриаршија и прогласува се прогласува себе си за бугарски патриарх. И тој процес трае се до 44-5 година, кога Вселенската патриаршија никој не ја признава бугарската црква. На крајот они се договараат дека во ред ќе го решиме тој проблем. Значи, вие ќе добиете автокефалност
Ќе решите, ама вие треба ќе подпишете, ќе напишете едно писмо дека вашиот тогашен патриарх Антим направил грешка без дозвола на Вселенскиот патриарх, прогласил себе си за посебен патриарх и дека денешната православна црква смета дека тоа е погрешно и дека ние се каеме за тој чекор, меѓутоа сега сме спремни да се документот го има и ќе биде на сайт, може на грчки, на старогрчки. Го има тој бугарски архиви, тоа писмо. Каде да го најде? Иди најдолу. Не, спушти надолу. Скроз. Ама ова не е насловната страна, ова е насловната. Скрола е надолу. И овде има подсајт еден кај што има документи. Еве го, крајно десно. Ова е официјален документ на бугарската држава, во кој што јас овде имам, мислам дека во текстот има надолу, ќе го видиш, еве го документот, на кој што се подпишани на Вселенската патриаршија и владиците на тогашниот 44 или 5 година синот на бугарската православна црква, кои што доаѓаат до договор како да го решат проблемот. И бугарската црква пишува дека они се покајале за тоа што направиле погрешна црква. Меѓутоа, истиот момент Вселенската патриаршија признава автокефалноста на таа црква. Зошто мора покајување? Демек, сме се без да прашаме сме се осмелиле. Во ситуацијата, да. Значи има формална како да кажам, протокол на некоја задоволување на суета. А суети, да речеме. Гледај се, има два начина во кој што едниот е тој да православните цркви ние ги убедиме да ја верификуваат постојната автокефалност која ние што ја прогласиле, добро, да ја верификуваат и да ја признаат, што веројатно е можеби потешкиот пат и не знам. Вториот момент е да Оти они ќе бидат солидарни со српската. Вториот момент е ние да го решиме тоа преку, да речеме, моментот на покаяние, враќање во автономија, прогласување на автокефалност. Меѓутоа сето тоа Чекај, полека. Значи ние да подпишеме дека се покајуваме што сме ја возобновиле македонската православна црква. Не, што условно хипотетички. Формално дека сме сгрешиле. Тоа бараат од нас. Сме сгрешиле и да влеземе назад во автономија, да бидеме под српската повторно и после тоа да биде кој ќе прогласи? Српската православна црква да го извести Вселенскиот патриарх дека на оваа територија е создадена нова автокефална црква која што он треба да ја верификува. И Јован Вранишковски да ти биде архиепископ. Не Јован да ти биде. Збориме кога би се решавало прашањето со МПЦ. Па ама нема зашто е он тогаш поставен? Они нема да се откажат од него. Он е поставен за да не дојдеме до тоа. А така. Он е поставен да не дојдеме до тоа. Да не дојдеме до тоа. Да, затоа што нивната теза, види. Така? Ние сакаме црква своја самостојна, а они сакаат тутор да имаат у Белград. И тука нема компромис. Меѓу збораме и у нас и Вранишковски. Не еволуирали овој став кај србите. Знам дека дел од владиците и свештениците едноставно и они ја признаваат. Во овој состав на Српска православна црква тоа нема да се деси. Не, со овие Иринеи, со овие едноставно не може да се излезе на крај. Ма видите го едното од последните интервјуа на Иринеј Буловиќ беше баш околу ситуацијата со украинска. И он вика, вие Украина да, може веќе има право да има своја автокефална црква, има држава, но кој знае дали Украина после 100 години ќе биде држава. И он го мисли истото и за Македонија, или не Буловиќ. Бог да чува, не ми се верува. Така што значи што е нашата опција? Да издржиме во оваа работа? Нема друго. Нема друго. Да. Со тоа што види се, мора да биде јасно на луѓето дека македонското прашање е најлесно за решавање во моментално во православниот свет. Нема друго полесно прашање и по-чисто и по-кристално јасно. Имаме територија, имаме држава, имаме црква, имаме све. Значи кај нас во Македонија, кај нас во Македонија на поклонение доаѓаат, сега беше грчки владика, 3 дена беше на поклонение на наши светилишта, на наши само со тоа што дел од тие, не само он, доаѓаат и од руска црква, доаѓаат и од романска црква, доаѓаат и од бугарска црква. Но неофицијално или официјално? Да, има некои, например, кој конкретно гркот и се сликаше, не е проблем. Тоа не го ни криеше, меѓутоа некои други не сакаат заради некои други ситуации. Меѓутоа сакам да кажам дека
што не е случај да речеме во пошто ние стално се поистоветуваме со Црногорската црква. Црногорската црква Не е црква. она расколничката црква, та буквално не е црква. Таму Не се спроведуваат светите тајни. Не може да се споредуваат тие две прашања. Второ, зашо велам дека нашата е најчиста? Затоа што нашата е најчиста затоа што извира како црква од прво од ентитетот единствен македонски. Овде и друго е чудно прашањето. Овде и србите што се во Македонија црквуваат во МПЦ Неќе Јован. Така. Така. За да речеме, во Украина е друго прашањето. Значи, албанци православни, роми православни, срби православни, сите они верата си ја практикуваат во храмовите на Македонската православна Осем црква. една збирутина ке од 50 луѓе роднини на Врнишковски и на нивните тројца кои се поставени исклучиво само за да го спречат процесот на видите се, кога Јован го постави Иринеј Булович, кога го направи, вика, знаеш што кажем, па ние како Јован баравме 45 години човек. Затоа што Српската православна биде едно црква, крајно расипан Српската и православна предавник црква од македонскиот народ. никогаш Српската православна црква, како се вика тоа, формално од процесот на поставување на управител на оваа територија не се откажа никогаш. Од 45 назад секогаш беше, најчесто тоа беше патриархот српски, како имаше и титула екзарх Скопски. Само што он никогаш не доаѓаше во Македонија, не можеше да припари, не можеше да влезе, немаше таков. Они бараат 45 години, Иринеј Булович го кажа отворено, ние како Врнишковски баравме човек 45 години. Да, Будала што ќе прифати, што ќе бе македонец. Да, што ќе прифати. Така. Разбираш, 45 години тоа си го каже, прашајте го, ти каже пак човекот не е проблем, не го крие, вика ние баравме таков човек и стигнавме. Меѓутоа они мислеа дека тој процес ќе ја смени ситуацијата во Македонија. Напротив, не ја смени, само што ние направиме грешки што го апсеа, што му правија глупости, па го направија многу важен, инаку да не беше процес. Да не му направија тоа, ќе беше маргинализиран. Ништо. Да, се согласувам. И русите издействува да биде ослободен. И еве сега им заби грб. Знаеш како е српска Нож во грб. Знаеш како српска црква отиде на Крит. на српската црква на Крит? Ќе завршиме тука, нема. Српската православна црква донесе одлука дека мора соборот да се одложи. Ако не се одложи, они нема да учествуваат. Зошто одлучи така? Тоа беше побарање на Руската православна црква. Зошто? Заради доминација. Види, Руската православна црква во светов контролира, условно кажано, некаде околу 170 милиони верници од околу 230 милиони православни верници. Значи, таа со 140 околу останатите 30 милиони се у Грузија, влијанието у Сирија преку ова, бугарска Преку Грчката? не, во Сирија преку политиката руска. Бугарската црква е под исклучително влијание на... Она е поделено, таму се две цркви, ако... Нема више, една се. Една се, меѓутоа се грото се онака русофили до даска и они се надеваат дека и српската ќе биде на нивна страна. И сега што се деси? Српска православна црква одлучи дека они нема да одат на соборот затоа што не се одлага соборот. Јован Врнишковски испратил писмо до патриархот Иринеј во Белград во кое што го цинкари Иринеј Булович дека Иринеј Булович заговарал да не се оди на соборот, дека он ги известил поглаварите дека Српска православна црква нема да оди и дека на тој начин го руши единството на Српската православна црква и дека треба да се преземат. Собрал потписи уште од 20 други епископи и Српската православна црква Српски? Да. Добро. И поглаварот српски свика седница во која што донесе одлука дека они ќе одат со други зборови. Што Јован, значи, русите се утепаа барајки да се ослободи, да се одложи, мислејќи дека ќе застанат србите на нивна страна. Во последен момент он им го прави ова. И сега ќе кажам зашто е тоа така. Јас сега пишувам еден коментар за тоа. Не, друга ситуација има. Кој што се пишувам еден коментар, ќе го не знам дали ќе стигнат денес или утре. Стравот на Српската православна црква дека може да се случи пресврт и дека прашањето за Македонија може да стане на дневен ред тема на Крит,
ако не се појави таму Српската православна црква, Вселенскиот патриарх да го таа покрене, опасност, они се плашат. го доведоа до во оваа ситуација да го однесат и Вранишковски таму и да го представуваат како македонски екзарх. Да. Второ, да не забораваме дека Руската православна црква пред 3 месеца на средбата со Путин и Николич и после тоа патриархот српски доаѓаше во Белград или овој руски доаѓаше во Белград, ветија дека ќе им го направат храмот Свети Сава, ќе дадат пари. И се замисли каква реакција би имале, како се чувствуваат русите после оваа Србите ситуација. одлучуваат попрво да им свртат грб на русите, Да. одошто да се постави прашањето за Македонија. Да. Колку сме им ние поважни во целава приказна. Да. Значи не се откажуваат од тоа да они владеат како црква врз овој народ и на оваа Апсолутно. територија. Да. И тоа не и тоа апсолутно кај сите владици е вак, бидејќи има У најголем процент, тој што одлучуваат сега. Зар имаат ли они малце тач со реалноста? Видите, секогаш Види се, јас 100 пати Косово зборам, го изгубија. Ги изгубија православните цркви во Босна. Ги изгубија православните цркви во Јанко, Хрватска. Точно во устав, зборам. така е, во уставот, меѓутоа денеска во уставот на Српската православна црква пишува дека територијата на Србија се протега до Гевгелија. Разбирате, секој собор на Српската православна црква има првиот ден литургија, вториот ден виđање на владиците меѓу себе и третиот ден одат на ручек ке кралот. Ке престолонаследникот, одат на ручек. И знаеш како седат? Седи кралот у средина, са леве стране седи Иринеј патриархот, од десна стране седи Јован Врнишковски. Сите толкава чест му даваат. Не му даваат чест, тоа е символика на кралот и владенијата над териториите. Кралот, Србија и Македонија. Владиците српски живеат голем дел нив во ментален склоп дека тоа територија е српски, они има таму луѓе кои што не сакаат да политичарите дури За среќа, политичарите не, ја сватија реалноста. нормално. Сите, Македонија постои, но уште постои некоја надеж дека ете нема да не Видите, биде. политичарите не може да го решат тоа прашање. Они не можат да издействуваат ние Прокопчински да влеземе, затоа што едноставно има Затоа го направивме она ѓубре наречено Пеленци. затоа што таму има како да кажам, дел од српски владици има кои што се тешки националисти. И сега Чарев, И ништо чарек си тераме во животот. Ти кажа, за Јован му е многу побитно он да биде себе представен како голем владика. Нас ни е битно да стигнеме до целта дека треба да имаме своја собствена црква. какви што реакциите од србите после од Руската православна црква после оваа игранка што ја направија Србија? За Руската православна црква дефинитивно ставот е дека тој собор не е собор и дека од луѓето што ќе бидат донесени нема да бидат признаени од другите цркви. За сега е така А ставот. односите помеѓу руската и српската? За сега нема некој И покрај ова што им го направи? никој не би очекувал дека тоа ќе биде така. Не те разбирам. Никој не очекува дека тоа ќе биде ден за ден реакција некоја. Така очекуваме да. во... Па добро, ништо, ќе се информираме од твојот портал religija.mk. Ти честитам на добрата работа, на вистина. Ја добро знам, затоа што ја терам еден јади бурек во кој ми помагаат, например, многу редакции. Ти сепак сам работиш една тема строго специализирана и одлично тоа го правиш. Дефинитивно си најпоткованиот новинар во Македонија за прашања кои се однесуваат за Македонската православна црква и за верата. Марија, за тоа респект ти одавам, навистина почит за твојата работа и познавање на ситуацијата и се надевам повторно ќе гостуваме пак на оваа тема која ќе има нешто поинтересно. Ќе треба да следиме да видиме што понатаму ќе се случи. Јас ти благодарам за како се нарекува за презентирањето, да, нема проблем. За реклама, дали во секој случај. Не. Драго ми е така што да се надам дека ќе постане успешен проектот понатаму за
функционален. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Репризи ќе имате as usual. Само едно би сакал сосема на крај да ви кажам дека од понеделник почнуваме со летната шема на Јади Бурек, што значи 1 час порано ќе почнуваме. Не е тоа летно или зимско сметање на времето, нема врска. Значи во 21 часот ќе почнува Јади Бурек и ќе трае до 23 часот. Ако му земам доволно количина на коки во режија бурек и јогурт, можеме и до подоста. Тоа беше се за вечера. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно. Програми што не се препорачуваат за деца по 12 години.